40 слепи лица од регионот кои живеат сами во многу тешки услови бараат во најскоро време да се изгради дом за нивно прифаќање и згрижување. Иницијативата доаѓа откако е утврдено дека овие лица живеат во крајно нехумани услови и сами, а најголемиот проблем е тоа што остануваат и по неколку дена без храна. Водиме напори што може да направиме тој дом да го дефинитивно да го отвориме, тој проект да се реализира, затоа што во самите домови ќе бидат сместени и други, значи ќе се на некој начин веќе ќе се познаат тие лица и ќе си оживеат навистина животот онака како што доликува, а не да речем не како што сега се снаоѓаат како знаат и умеат. Слепите лица кои живеат сами за да им се олесне животот, бараат да имаат и асистенти со што би ги завршиле основните потреби. Што немаме асистенти во 7 градови во Македонија, мислам дека има обезбедена асистенција, во нашиот град нема, а тоа е многу големо олеснување. Затоа што 4 сата дневно да имаш ти некој да ти помага, да излезеш, да ги обавиш своите потреби, до продавница да отидеш, да прошеташ, многу помага. Освен ова, слепите лица се соочуваат и со многу други проблеми, а еден од нив е узурпираните тротоари од страна на возачи, поради што тие не можат да се движат слободно. Како прво би испратил еден апел до сите возачи да внимаваат кога ги паркираат и каде ги паркираат возилата. Доколку веќе ги паркираат на тротоарот возилата, ги молам да остават простор да се движат и слепите лица. И тоа е многу битна работа, а за жал поголем дел од тротоарите се узурпирани од страна на возилата. Сето ова беше кажано на Светскиот ден на белиот стап, кој во Македонија го одбележуваат околу 10.000 слепи и слабовидни лица.